Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство на тема кој е нашиот одговор на траумата. Зафатеноста е најчестиот одговор на траумата, затоа што секогаш кога се чувствуваме активирано, ние инстинктивно прибегнуваме кон тоа да бидеме презафатени, мислејќи дека колку повеќе сме презафатени, толку помалку ќе мислиме на она што не е активирало, меѓутоа не сме свесни дека на некој начин ние себе си се оправдуваме во таа насока и се поставува прашањето што е всушност, што го подкопува тоа нешто кај нас. За таа цел еден пример е даден за една мајка и за едно дете. Во еден момент детето и поставува куп прашања на мајката, меѓутоа таа веднаш се активира, нервозна е и му вели ќе престанеш веќе еднаш да ми поставуваш толку голем број на прашања. Сега најде во овој момент, па не гледаш дека сум презафатена. И одговорот на незиното дете во тој момент за неа, кога го забележала, било запрепастувачки, затоа што детето зело едно паче хартија кој што пред него било и се зацкрило, целото лице си го подкрило, си го зацкрило за тоа паче хартија и всушност мајката тој момент го препознала, ја препознала символиката на однесувањето на незиното дете и всушност сватила дека незиното дете сака да ја каже: мамо, ти мене доволно не ме разбираш во овој момент, што сакам да ти кажам, ти доволно мене не ме слушаш, не ме гледаш мене во вистинското светло. И овие моменти всушност кажуваат дека детето не се чувствува безбедно, не се чувствува сигурно во врската со својата мајка и значи тоа се моменти кога нашето дете всушност ни вели: јас не се чувствувам сигурно и се плашам во овој момент. Особено родителите кои што во своето детство долго време биле манипулирани, биле злоупотребени, доживувале трауми, тие прибегнуваат кога стануваат родители кон тоа постојано да бидат зафатени. Меѓутоа, кога ќе го освестат тоа нешто подоцна во својот живот, тие сваќаат дека нивното постоење всушност треба да оди во насока кон тоа родителите да се посветат да ги прекинуваат, да го прекинуваат тој циклус на проектирање на своите трауми врз своите деца. И овие се моментите кога родителот всушност кога ќе се освести самиот, вели: јас повеќе вака нема да постапувам спрема своето дете, меѓутоа многу е битно да се напомне дека тој циклус, бидејќи долго време траел, родителите нема да бидат во можност веднаш да го прекинат, туку повторно ќе прибегнуваат кон тој начин на однесување, затоа што и после тоа самите сваќаат дека не поседуваат доволно техники со кои што ќе можат да дадат позитивни резултати или да ги дадат посакуваните резултати кои што ги бараат родителите. Меѓутоа, не значи дека доколку родителите пројават желба, имаат волја да можат да си го изрегулираат своето однесување во моментите со своите деца, сваќаат родителите дека тие моменти не се само моменти со кои што всушност нема да му наштетат на своето дете, нема да предизвикаат штета на своето дете, затоа што сваќаат дека тие моменти родителите можат да ги искористат и како можност да си го поправат своето однесување и како резултат на тоа повторно да се поврзат со своето дете, што значи да почнат духовно да растат. Како мајката во овој пример тоа го направила, прво таа кога го увидела тоа однесување кај своето дете, сватила дека прво треба да му се извини на своето дете и го прашала во тој момент: ти сакаше нешто мене да ми спомнеш, да ми кажеш, те молам сега, кажи ми што е она што сакаше да ме прашаш. И бидејќи децата се толку искрени, толку се во своето срце, се отворени со своето срце, што значи дека тие веднаш ќе му простат на својот родител и ќе се отворат спрема нив, ќе го кажат она што сакале претходно да го искомуницираат со својот родител.
И детето во тој момент и рекло на својата мајка: мамо, јас само сакав да ти кажам дека бев многу гладен и дека сакав заедно да јадеме, а после тоа сакав и некое време да поиграме заедно. Значи, тоа е она што сакало всушност детето само да го направи, ништо друго. И кога мајката го свестила тој момент на нејзината активираност, таа значи решила да се поправи. Веднаш направила јадење и после тоа седнала со своето дете да си поиграат. Значи, всушност мајката успеала да повторно да се поврзе со своето дете, да си го поправи своето однесување и не само тоа, значи преку тој момент на поврзување со своето дете мајката успеала и да си ги излечи своите собствени рани, да се поврзе со тие рани кои што неја биле всушност заскријани, потиснати од таа нејзина презафатеност. Значи, што научила мајката тој ден? Таа всушност научила дека не мора родителите да постојано да бидат презафатени, да мислат дека се додека не ги излечат своите рани од своето детство, своите болки, тек тогаш ќе можат и да настапат во настока на исцелување на своите деца, туку тие да сватат дека и да веруваат во сегашниот момент, дека сегашниот момент е нашиот најголем учител, каде што секој сегашен момент ни овозможува да се поврземе со своите деца, да сегашниот момент е тој кој што ќе не насочи како всушност ние значи, освестувајќи го тој сегашен момент, како да делуваме со нашите деца, како и ние да можеме да во таа насока, поврзувајќи се со своите деца во сегашниот момент, да си ги излечиме и своите собствени рани. Меѓутоа, прво и основно, значи, треба ние како родители да се отвориме кон тој сегашен момент, да бидеме порецептивни, повеќе да си ги слушаме своите деца, повеќе да ги разбираме своите деца, да делуваме од центарот на нашето срце, затоа што нашите болки, нашите страдања единствено преку срцето можеме да ги излечиме кога ќе се поврзаме и со нашето дете на тој начин, за да можеме да ги превземеме и потребните акции, здрави акции во насока кон тоа што како да си ги родителствуваме своите деца, меѓутоа само во моментите кога ние како родители ќе се чувствуваме доволно спремни да го направиме тоа. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.